Почитувани гледачи, емитуваме регионални вести на телевизија КИС. Православните христијани денес го чествуваат преподобен Сисој Велики, светителот закрилник на децата. Утрово стотици мајки и дечиња ги исполнија храмовите во Тетовско да запалат свеќа и да се помолат Свети Сисој да ги заштити нивните најмили од секакво зло. Православната црква денес го слави празникот посветен на светителот закрилник на децата, преподобен Сисој Велики. Утрово стотици мајки и дечиња ги исполнија храмовите во Тетовско да запалат свеќа и да се помолат Свети Сисој да ги заштити нивните најмили од секакво зло. Светата богослужба отслужена во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, со која чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, беше посветена на светителот, кого Бог го награди со благодатна сила да исцелува болни, да изгонува нечисти духови, да воскреснува мртви. Свети Сисој Велики живеел таков строг и подвижнички живот, што постанал човек кај кого доаѓале мноштво луѓе од светот за да бараат совети. Еднаш со своите молитви и воскреснал едно момченце едно детенце кое било починато, со силата на неговата молитва воскреснало. И веројатно тука е основата на тоа што овој светител, особено во овој крај, во крајот на Тетово, е земен како заштитник, како молитвеник на Бога за децата. Затоа денес мноштво на луѓе приоѓаат да принеса кумски лебови, панаги, да се помолат, да ги причестат своите деца и така да му ги принеса молитвите на Свети Сисој за он да се застапува и да се моли за нивните деца. Оставил многу и многу прекрасни совети, прекрасни поуки, монашки за животот. Кога го прашале во една прилика колку време треба човек да се покаја ако паднал во грев, а тој одговорил, ако покајанието е искрено и од сета душа и вистинско, тогаш само 3 дена. Но само пред смртта го виделе монасите како се моли на Бога, барајќи да му се продолжи времето на неговиот живот, за да се покае. А тие му рекле, очета, ти цел живот се каеш. А тој на тоа одговорил, јас не знам ни дали започнав со моето покаяние. Потоа често пати советувал дека какви искушенија да надојдат во животот, човекот треба да ги прими како искушенија кои надошле поради неговите гревови и да се смирува за таквите искушенија. Се упокои во 4. век и со својата душа се преселил пред престолот на Бога во Троица за да го моли Него за душите наши. По неговите свети молитви, Господ нека не сочува нам, нека го сочува овој град, нека ги сочува децата и младинците од секакви пороци, гревови, зла, искушенија, кои што во овој век, во ова современие се присутни. Верниците трпеливо чекаа да се поклонат пред иконата на Свети Сисој. Во текот на богослужбата беа прережани славските колачи принесени од верниците, а присутните дечиња ја примија светата причест. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го небо, учително со Твојот светло, сега и секогаш и во вечни векови. Во црковниот двор палеа свеќи, даровите принесени за здравје беа лицитирани, со што изворно се продолжија обичаите и традициите за овој празник. Најголем број обичаи врзани за Свети Сисој кои се почитуваат, се врзани за децата. Многу мајки постат на овој празник, зашто се верува дека така децата ќе бидат здрави и дека во животот ќе ги следи среќа.
Тенденциозни и неточни се обвинувањата на Сдруженијето Екогерила дека Југохром е најголемиот загадувач на воздухот во Полошкиот регион, истакнаа денеска од синдикатот на оваа компанија. Тие на пресконференција преку бројки покажаа дека во периоди кога Југохром не работел, воздухот во Тетово бил позагаден во споредба со периоди кога сите печки на комбинатот биле пуштени во погон. Од синдикатот на Југохром сметаа дека крајната цел на Екогерила е комбинатот да не работи. Тие побараа владата да му дозволи на комбинатот да започне да функционира паралелно со изградбата на филтерстаницата. Велат дека Југохром не го загадува воздухот, како што тоа го прикажува Екогерила. И врз база на овие податоци испаѓаат, Македонија како што е поделена на региони, Тетово, Полошкиот регион фактички е на 7-мо место, на предпоследно место со заболени луѓе од канцерогенот заболени и со луѓе заболени од белодробни заболувања. Што значи и тие податоци кои ги изнесува Екогерила, се некои податоци неточни, неаргументирани и со некои и се тенденциозни за Југохром. По пресконференцијата на синдикатот, Екогерила излезе со соопштение. Во него велат дека Екогерила секогаш објавувала официјални мерења превземени само од Министерството за животна средина и нивните бројки не се паушални. Бројот на деца со респираторни болести за пред и после затворањето на Југохром е од Институтот за јавно здравје. Во 2015 година, кога работел Југохром, овој број изнесува 31.446 случаеви, додека во 2017 година, кога не работел, овој број се намалил на 18.578 случаеви, истакнаа од Екогерила. Од синдикатот на Југохром велат дека интензивно се работи на изградба на филтерстаницата и очекуваат за кратко време да се заврши овој процес. Југохром не работи од ноември 2016 година, откако Инспекторатот за животна средина му наложи да го запре производствениот процес, затоа што не ги испочитувал еколошките стандарди за работа, односно работел без филтерстаница. Од владата во неколку наврати го повторија ставот дека нема да дадат дозвола за работа на комбинатот, се додека не се изгради станицата која треба да го намали над 90% од загадувањето кое го создава Југохром. 20.000 денари првична помош ќе добие семејството Тасевски, чија куќа ја зафати голем пожар пред 2 дена. За дополнителни средства ќе одлучува Советот на општината на следната седница. Општина Јегуновце со 20.000 денари првична помош ќе го помогне семејството Тасевски од Туденце, чија куќа ја зафати голем пожар пред неколку дена. Градоначалникот Дарко Блажевски вели дека оваа сума следува при ваква несреќа. За дополнителни средства советниците ќе дискутираат на следната седница на Советот. Општина Јегуновце сочувствува со семејството Тасевски од населеното место Туденце, на кои им се случи елементарна непогода, при која изгоре целата семејна куќа која е целосно уништена. Општината веднаш излезе на лице место и ја констатира штетата, која е од големи размери. Општината во рамките на своите можности и надлежности ќе ги преземе сите мерки за да им се создадат услови за живење на семејството Тасевски. Градоначалникот упатува апел до сите жители на општината, секој во рамки на своите можности, да помогне на семејството Тасевски, кој во големиот пожар ја изгубија целата покуќнина, облека и мебел. Општина Јегуновце ги повикува сите правни и физички лица да им излезат во пресед на семејството Тасевски и во рамките на своите можности, да им се помогне за да се создадат основни услови за живот. Инаку пламените јазици кои ја зафатија куќата пред неколку дена го уништија речиси целиот дом на семејството Тасевски во Туденце. Горниот кат од куќата е пеплосан, оштетено и приземјето од водата со која се гаснел пожарот. Според нив оганот избил откако на покривната конструкција удрил гром и од пламените јазици биле зафатени сите соби. 60-годишникот Одрин подлегнал на повредите вчера на скопските клиники, откако бил удрен од возило на регионалниот пат Јажинце-Тетово. СВР Тетово продолжува со планираните засилени акциски контроли. Овој пат контролирани се моторциклистите и велосипедистите.
Вчера околу 15 часот и 40 минути на регионалниот пат Јажинце-Тетово во селото Одри, патничко возило Опел Астра со тетовски регистарски таблици, управувано 20 годишен жител на Јажинце, удрило во 60 годишен пешак од Одри, соопшти СВР Тетово. Од удирањето пешакот здобил тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница, каде е пренесен со возило на брза помош, итно бил прифрлен на Карел, каде пред полноќ им подлегнал на повредите. Извршен е комплетен увид и се работи на целосно утврдување на причините за несреќата, околностите во кои се случила и се друго. Вчера попладне од 16 до 22 часот на подрачјето на сектор за внатрешни работи Тетово спроведена е уште една од планираните акцијски контроли на моторцикли и велосипедисти. Во Тетовската контрола откриени се вкупно 36 различни видови прекршоци, кои биле санкционирани со 31 прекршочени, 3 мандатни платни налози, 16 исклучувања од сообраќај, 4 времени одземања на возачки дозволи, 2 писмени предупредувања. Од прекршоците, 13 или најмногу се управување без возачка дозвола, 9 некористење кацига, 8 нерегистрирани возила, 6 други видови и една истечена полиса. Во гостиварската контрола пак констатирани се 15 прекршоци, 6 некористење кацига, 5 управување без возачка дозвола и 4 истечена регистрација. Откриените прекршоци заокружени се со 15 прекршочни платни налози и 5 исклучувања од сообраќај. 7 странски државјанки се приведени откако се затекнати во угостителски објект во Чегране, како ги забавуваат гостите. Пожар избувнал во фабрика во Милетино. Од полицискиот билтен и информација за поднесена кривична пријава за пустошење на шума. Вчера вечер од 23 до 5 часот полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, спровеле акцијска контрола во 2 угостителски објекти на гостиварското подрачје, соопшти СВР Тетово. Во угостителски објект во село Чегране, собственост на 50 годишен чегранец, затекнати се вкупно 9 женски лица, од кои 7 странски и 2 државјанки на Република Македонија, кои како пејачки и танчарки ги забавувале присутните гости во локалот. 6 од нив на возраст од 21 до 47 годишна возраст биле од Република Албанија и едно од Република Грција. И заедно со собственикот на објектот приведени се и задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Во угостителски објект лоциран на улицата Тоде Богдановски во Гостивар затекнати се 4 албански државјанки на возраст од 22 до 39 години, кои исто така се приведени и задржани за натамошна постапка. Како што соопшти СВР Тетово, вчера околу 11 часот од засега неутврдени причини избувнал пожар во фабрика лоцирана во тетовското село Милетино, собственост на 58 годишен жител на ова село. Огнот најпрво пламнал во чекичарата, пошто брзо се проширил наоколу, а со интервенција на тетовските пожарникари по известно време целосно е локализиран. Опожарени се 3 електрични табли со комплетна инсталација, како и друга опрема и репроматеријали. Нема повредени лица, а причината е само материјална штета, која по извршениот увид дополнително ќе се утврдува. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар поднесе кривична пријава против 27 годишник и 59 годишник, двајцата од село Чегране, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, пустошење на шума и кражба, соопшти СВР Тетово. На 6 минатиот месец во атар на село Корито Гостивар на место викано Јелов дол од страна на полициски службеници при преглед на возило управувано од првопријавениот и второпријавениот како совозач биле пронајдени одземени моторна пила и мешовити огревни дрва, дап, бука, габер, за кои истите немале соодветна документација. Вчера вечер во летниот амфитеатар покрај Вардар во Гостивар се одржа мултиетнички концерт на кој учествуваа млади гостиварски музичари од различни националности. Концертот е дел од програмата на Денови на иселениците. Во текот на летниот период, отворениот амфитеатар покрај кеот на Вардар во Гостивар се почесто се користи за културно-забавни настани. Вчера вечер на оваа локација се одржа мултиетнички концерт, на кој учествуваа музичари од различни националности. Преку музиката тие испратија порака за негување на мултикултурата и соживотот.
особено меѓу младата популација. Со учество на сите млади, без исклучоци, воспоставуваме взаемна почит, собработка и разбирање меѓу нас. Со мултиетничкиот концерт ги промовираме и афирмираме собствените културни изразени преку музика и градиме доверба меѓу нас младите од различни етнички заедници. Толеранца и спој на нашите различни вредности е клуч на заедничка иднина. Ние младите заедно. Синокешниот концерт се одржа како дел од програмата на Денови на иселениците што ги организира гостиварската локална самоуправа. Овие се ги ангажиравме да ги населениците да ги забавуваме во времето кога тие ќе бидат тука. Ќе имаме и други активности за деца, на спорт и други активности културни. Се надевам дека тие ќе бидат задоволни за тоа време што ќе бидат, па натаму пак ќе продолжуваме како традиционално за другите години. Мултиетничкиот концерт во летниот амфитеатар се организираше во соработка со Сдруженијето Дрита, а со поддршка на Министерството за култура. Утре во спортскиот центар Борис Трајковски ќе биде свечено отворена петтата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. По тој повод во 9:30 часот ќе има организиран превоз пред Центарот за култура Илјоантевски смок во Тетово. Во пресрет на одбележувањето на 70 годишнината од детскиот прогон од 19 до 22 јули во повеќе града низ Македонија со многу манифестации и активности ќе се одржува петтата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Незината основна порака, како и на сите претходни, има хуманистички карактер за мир меѓу народите и државите со осуда на војните и политичките прогони на децата. На 20 јули во 11 часот под покровителство на владата на Република Македонија ќе се отвори свечено во салата Борис Трајковски петата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Ги повикувам сите граѓани на Тетово што се заинтересирани да дојдат и да допринесат со своето учество за побогата и поубава програма. На 20 јули во 11 часот ќе има автобусот пред Домот на културата од Тетово бесплатно со цел да можеме кој сака да дојде да учествува на средбата. Петтата светска средба на децата бегалци ја организира Републичкото здружение на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија во соработка со здруженијата од Велес, Штип, Радовиш, Струмица, Битола, здруженијето од Скопје и здруженијата на децата бегалци од диаспората. Значи, оваа пета светска средба поред не само што на 20 јули ќе одржи свечено отварање во салата Борис Трајковски, на 19 јули ќе положиме цвеќе пред споменикот на децата бегалци во паркот Жена Борец, на 21 е пикникот помеѓу Штип и Радовиш во манастирот Свети Пантелемон на Пилавтепе и завршната манифестација ќе биде со панихида во соборниот храм Свети Климент, како и вечерата во Континентал. Исто така е користам оваа прилика да ги поканам граѓаните на Тетово и на Гостивар, како што рековте, бидејќи вашата телевизија го опфаќа и тоа, да дојдат доколку се заинтересирани и на пикникот во Пилавтепе, тоа е помеѓу Штип и Радовиш, и на свечената вечера во Континентал. Картите за вечерата се 300 денари. Може да се јават позади на оваа програмче, има организационен одбор, значи за Тетово има точно напишано кои се што се. Водени од хуманистички побуди и потреби, по нивна иницијатива во 1988 година била организирана првата светска средба на децата бегалци во Скопје, која даде поттик за нови јубилејни средби. По 10 години се одржа втората, исто така во Скопје. Во 2003 третата, а 5 години подоцна и четвртата, каде повторно беше домаќин град Скопје. Собранието денеска со 76 гласа за, без воздржани и без против ја донесе декларацијата за поддршка на пристапниот процес за членство на Република Македонија во НАТО. Пратеникот од СДСМ Хари Локвенец рече дека влезот во НАТО директно носи безбедност и стабилност, но сепак, како што посочи, најголемите индиректни влијанија што ги носи членството не се воени,
туку економски бенефиции. Драган Данев од ВМРО ДПМН истакна дека неговата партија ќе ја поддржи декларацијата и ќе даде силен придонес на патот за полноправно членство во НАТО алијансата. Една од основните задачи во интерес на граѓаните и државата е обезбедувањето и развојот на безбедносен и одбранбен систем, приспособен за потребите на Република Македонија, задача која ќе се реализира преку спроведување на стратегискиот одбранбен преглед како основен документ кој ја одразува нашата визија за развој на одбраната во иднина. 25 години ова е континуитет во Република Македонија, ова е континуитет кој што не одржува консенсуално овие 25 години и стремежот Република Македонија еден ден да биде полноправен член на НАТО алијансата е неспорен и ВМРО ДПМН ќе даде силен придонес во патот како што и го даваше на Република Македонија за полноправно членство во НАТО алијансата. Денес имавме променливо облачно и посвежо време. Дуваше умерен до засилен северозападен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 18 степени, а дневната од 20 до 26 степени. УВ индексот изнесуваше 5. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност, ќе дува умерен северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 11 до 19 степени, а дневната од 22 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.